Во хотелот Шератон, во центарот на Торонто, во Канада, викендов што измина се одржа голем настан за Македонија и македонците надвор од незините граници. Обединетата македонска диаспора, организација под раководство на председателот Методија Коловски, овде ја одржа својата втора годишна конференција. Во извонредно богатата програма уште од првиот ден, организаторите најдоа за потребно да го почестат човекот што остави силен печат во борбата светот да дознае за македонското прашање, Џон Битов. Неговата биографија, добиени признанија и активности во кои учествувал, се преобемни за фактичко набројување, но овде само ќе кажеме дека овој горд канаѓанец никогаш не го заборавил своето македонско потекло. Денес себе си се представува само како пензионер. I'm retired, so I spend most of my time naturally with my wife and my grandchildren. Пензиониран сум, минува многу време со сопругата и со внуците, малку голф, седам на неколку бордови на големи корпорации, но има многу време. But I have lots of time. За наградата, вели, многу е почестен, особено што доаѓа од оваа организација, која нарекува број 1 меѓу сите слични во кои бил инволвиран во текот на животот, а тој живот е како самиот го сумира. Even though I was born in Canada, I come from a home that was mother and father were 100% dedicated, committed. Иако сум роден во Канада, доаѓам од семејство, произлегува од мајка и татко кои беа 100% посветени на Македонија и дома зборувавме само македонски. Братот на мајка ми беше еден од првите основачи на македонска организација. Доаѓам од семејство кое секогаш било инволвирано во македонското прашање. Дури и покрај тоа што Македонија беше во Југославија, а Југославија беше комунистичка. Јас никогаш не го признавав комунизмот, бидејќи верувам во капиталистички систем. Сепак оде во Македонија многу пати работев и помагав за многу председатели, од кои многумина ми стана блиски пријатели. Македонија секогаш била во моето срце и така ќе биде додека умрам.